Umorjen od dela, to vse šokiro, valjda najdem mir. Se vraćam doma, gužva, gosti, nemam nerve za njih. Ima li zabava, zabava, društvo. Ima li veselba, veselba. Чуден крој. Саша Шотаровски таа си ја пусака за почеток на оваа Скопје але але. Неговата приказна во продолжение. Чуден крој. Кај ти текна, Саша? Кај ти текна на чуден крој? Тоа толку не фаќа, Здраво живо. Здраво. Ја морам да ставам научари како тебе. Ја морам, зашто сум многу стар. Само затоа? Добре, ни дојде во Скопје але але. А ако некого треба да викнеме и да ни раскаже своји приказни, малку се 30 минути, а мајке се обидеме нешто да каже. Да пробаме. Да. Фала ти за поканата. И знаеш, многу ми е мерек што снимаме баш овде. Добро. Што јас сум роден на 200, мислам роден сум у колонија, ама сум израснат у Тафталиџе. Добро. Сега живеам у онаја зграда. У која зграда живееш? Жолтата? Кулана, онаја. Кулана, добро. Работам на 200 метри. На 200 метри. И Све почнуваме... на 200. Се е на 200 метри од тука. Слушај вака се, почнуваме токму од таму. Се зидавме тогаш, ама ќе се пошегуваме и сега. Бифета в Талиџе во Карпош 3. Абе мора, не. Па сега смешно ќе беше да ставим некој италијанско име. Ние Така? сме најголемите локал патриоти тука и па така тргнаме, убаво. Да? Ама ќе го освојуваме, сега ќе идеме на кај центар уште малку. И тоа ќе биде в Талиџе, така? Мора па Тафталиџе како што ќе биде? Што да биде друго? Кога го стави бифета в Талиџе името на твојот локал, рекоа никој, абе добро, Сашо, Да, бе, не е да, ова. ти им викаш, Што без не тоа е. може Србија до Токија, па може и Тафталиџе до Карпуш 3 преку улица, да му се не е некоја големо. Што значи да се израсне, да се живее во Тафталиџе? Абе, што значи многу голем раат. Сега го гледам ова, ја прв пат сум на руфтопов и Добро. стварно Господ здравје да им даде на луѓето што го изградија Сити Мол, сега не мора иći у град да идем. Све имаме тука. Века проаѓаше еден канал. Добро. И тука кој не паднал у каналот не е растен у Тафталиџе и одеше до Вардар таму негде. Добро. И многу хакелбериевски израснавме ние. Се градеа зградиве, па тука дупка имаше, мирен еден, како да ти кажем, еден живот као у бајките, знаеш, баракчиња некои мали, сите родителите нормални луѓе. Сите исто немавме. Сите и немавме, имавме, Така. не ни беше Уште важно. битно. Така. Цел ден на улица, цел ден топка игравме. Па ќе не кара ако отидевме до Вардар, таму ќе судаиш ти глупци. Ќе се Леле. А кажи ми каналот, за шо беше каналот? Не сваќам. одводен некој канал од Ѓорче, Добро. од Ѓорче, Од Водно? Од Водно тука проаѓаш. Аха. И буква, сега не знам тачно, валјда е под Сити Мол. Добро. И многу онака сега таму и риби се ловеа, Господ знае више што се Ајде. праеш. И тука го преоѓавме, имаше 2 цевки, го преоѓавме. Главно беше од братство да отидеш у Коменски да гледаш женски. Абе, страшно. Така. Какелбери, онака. Ова све дрва бе, пољани бе, тоа лептокарија, више не одевме таму, за до таму не бевме. Немавте? Не. Не, глупи кај мало, тука мало. Кога сме кај мало, кои ти се другари од мало? Па сите. Сите ми се другари. Сите сме и што е многу интересно и ден денес некако се држиме, знаеш. Пример, сега све сме помалку, али Леле, немој. да, али Добро. е добро. Знаеш, пошто ти умало немаш од сега ти кажеш јас сум многу јак фраер, како фраер си тебе умало, се знаеме сите. И еве и ден денес како правиме нешто, тука сме сите, знаеш, сите. Имавме јунаци умало, мислам. Ајде, кој беа? Па Стеван Гешовски, кошаркаш. Кога ќе идевме на одмор, викавме, јас сум у комшија на Гешо. Ако он живе у
У Тафталиќе 1. Па, Владко Стефановски, Бодан Арсовски, Кокан Димушевски. Прави, знаеш, јунаци некои кои идеш ти негде, не знам, се у Ичичи, у Бечичи тамо. Јас живим код Владка Стефановскog. И готово, сите женски околу тебе, така? Не бе, ја ружеме в греота, па да живеем до Девид Боуич, а веќе ми беше. Кога сме кај женски, имаш убави девојчиња во Тафталиќа? Да, убави девојки прави, сега глупо е да сега се више баби. Добро. Убави девојки, онака. Имаше некоја што беше најубава, вака што знаевте имаше. дека е најубава во Тафталиќа? Да, се води, имаше ранг листа, тоа. Добро. Тоа после Љупа која порасно водеше прецизни Си ранг будеше листи, прецизни. Добро. али Која би имаше. беше на листата? А сега да не ги споминјаме. Да не ги сега, споминјаме, али добро. имаше една. Ја ден денеска, ако ми веруваш, памтам како играв танго у 6 оделење. Ај, раскажи. Што да ти раскажам, ја 12 килата, 14. И мислам дека ме сакаше и многу ептен танго игравме, коска на коска. И после се договоривме да искочиме, ама ја дека тупикав, ја чекав кај еднава трафика, она ме чекала кај другата и после се фати дечко. Те зезна. Не бе озбилно. Од Жими мајка. Добро. Така, И тргната. кажи ми сега, што друго игравте освен овие игриве што ги кажа и освен што одевте од братство до Комински по женски? Абе, знаеш што, цело време беше на улица приказката. Добро. И, знаеш, мене кој сега нешто нели си правиш, сапи, што си направил, како си направил, мене едино нешто што тогаш најгорд се осеќав, кој игравме фудбал, например, ние 6-то, овие 8-то, со класот на Гордан Калајџиев, овој професор. Добро. Ја дадов 3 гола. И ден денеска го сањам таа, ако ми веруваш. Тогаш бев јунак. Какви ова изложби, нешто книги, а да, ајде ветар во магу. Имаше мрежи ни стави, и јас сум се фатил за мрежата, демек. Цело школата гледа ти 3 гола, тогаш и никад више. Како ти падна? Онака, и дојде? јас за мрежата се држам тој еден кој ми ако ја скинеш, ќе ти ја скршам глава. Многу невино, наивно, не знам како да ти кажам, некако. Баш као бајките, чудно. Као бајките. Во која школа учеше основно? Па ја учев прво у братство, ама се видеа овој мојов талент за школа. Добро. И после мајка ми отиде да биде учителка у дневен престој у Коменски, ај да не понавља овој уште од сега. Толку беше по учењето? Многу, ау. Ја ако ми веруваш, ако не сањам дека уште учам гимназија, не знам, по 200 евра да ми даш не би се вратил. Бегај, бе. И тоа учев нека гимназија у Јосип Бросто, класична тоа со јазици. Ја не знам ден денес на Дигитрон да рачунам, Жими мајка. Како заврши? Па со влијание. Една година ме фати добро, беше, имаше поплава у Скопје. Не учев. 79-80, татко ми директор од Технометал, ги обскрбевме учителеве со шпорет и кобајди поплаени. Фрижидери, втората морав да паднам. Леле. Абе се буткавме. Добро. Леле. Како смо се надали, добро смо се. А дома нешто ти рекоа, А учи што да нешто? види, што да правиш? Ја бев она детено само да е живо и здраво. Да, жив и здрав. И ја, пошто не знам ни сијалица ден денеска да сменам, таа тетка ми вика, ајбе бар на занат ќе го даеме, субија од смење. Кој занат бе овој? И како Град. тргна ова со изложби, книги, Па не знам, тоа, па, знаеш, кафичи? па тоа е професија за неуки луѓе, сега да не се Не лажеме зезај многу. сега. Не, тоа беше мерак, знаеш, ние растевме, не знам како сега да ти кажам. Сите сакавме режија да студираме. Сите? Да. Добро. Ние поружните, тие поубавите сака глумци да станат. За Добро. да прават срамотно со глумици, ние режисери. Добро. И тоа чешка школа, Кустурици, Горан Марковиќ. Добро. Па немаше, знаеш што, немаше ко сега. Ти мораше, значи буквално сите книги што доаѓа, сите плочи, сите филмови. Ја сме го гледале, не знам, сега еве нека биде Плав Сомо, тоа више големи бевме, ама по 10 пати за да небо над Берлином или било што, да разбереш, да сватиш, за да те импресионира, знаеш колку се засекирав ја за Вим Вендерс, ама така беше шемата. И моравме нешто да читаме, зашто ќе бевме птен ќутуци. И
А излезот условно од анонимноста тогаш беше кога немаш скилс за ништо, што ќе правиш? Ти отвориш кафич. Кафича. Или ќе работиш у кафич. И ден денеска ја ти тврдам дека тогашните шанкери, келнери, поголеми звезди од овие газдите. сега што се звезди, ја не знам. Пошто беа малку, беше Да. и тоа беше излез од провинцијата Тафталиџе. Да. А кажи ми, кој беше првиот кафич што го отвори? А не отворив јас работев. Ја А, ти работеш? До тогаш. И Добра. сега, и тогаш, и сега. И тогаш не и сега? многу. Добро. Прво беше кај Кире Кристијан. Аха. Беше и не знам која година. И тоа беше гаража, после стана сектор или што стана, више ја немам појма. Гаража на Анита Капитановиќ и беше 20 луѓе не собираше унутре. Али голем двор. Да. И како тоа, држевме кафич на процент со 4 касети. Како? Ај 3 нека бе, ај 4 нека. Ај, нека. Лажеме на телевизија, 3 бе. Ајде, 3. Депеш Моти, не знам више кој, и само ги вртевме. Немаш избор. И кога дојде, не можам тоа да се поравам, ќе спомнеме сега еден твој колега. Зимно време се пуни унутра, никој не пие. Джабс застанува на врата, чизми онакви едни монтка. Продаваме ние Што? оние парагон блокче За за пијачка. за најефтината пијачка. Леле. Рекорд беше 340 карти, сега не можат концерт да направат. Леле. Немаше, знаеш што, немаше едноставно, како да ти кажам. Сите сакаа. И тогаш почнавме нешто, Елиот Нес, забави. Аха. Измислуваш колку Да, колку колку нешто да се дешава, привлечеш. нешто да се прави, да се пусти. И после Кристијан, шо бидна? После Кристијан, више ја не знам, некој работев ја по дискотеки, по други кафичи нешто. Ништо не беше спектакуларно. После не бев тука едно време и мене уствари ми се отвори приказката со галерија 8 чаши. Значи ја нешто работев на Ленинова, Љупа се разболе, па кај Пиже многу научив и што треба и што не треба. И у тоа мајка ти, татко ти, тоа беше последен прав кафич. Да. За мене. Немаше ивенти, немаше ништо. Продуживме и после се отвори галерија 8 чаршија и некако благодарение на Длум, некако еден левел погоре. Не со пари, не, меѓутоа со убави луѓе, со убави Што се изложби. случуваше се? Ајде, раскажи ни. Потсети на. Абе, знаеш како беше тоа? Тоа благодарение тогаш на Длум и на Тања Балач, некој просторче малечко у Безистен, па тоа камерни изложби ќе било, како не ќе било, бе викам, гледа, ова има потенцијал. И го направивме многу модерно, знаеш, модерно у смисол не селјачки, него баш модерно, онака, Градски. правевме изложби на луѓе, затоа што на сериозни сликари, на, не знам, Владо Георгиевски, Хоџован, сите луѓе сакаат, затоа што и тогаш сватив, знаеш, сега ќе цитирам еден другар мој од Ташмаруниште. Ние стварно спиеме на духовни огнови, се грееме со вчерашни весници. Сакаат луѓето прави, значи, пази, не можеш да мамиш. Вистински вредности секогаш се во мода. И едноставно луѓето почнаа да доаѓаат митинг, изложба, не знам, на Трајче Јанчевски, пример, го извадивме човеков од дома. Да. И едноставно луѓето сакаат да видат, да се подружат, затоа што се разнебити некако градов, уште од тогаш сега, па дамбе. Кој е тогаш? Кое е време ова? Ова е 2010-11. Аха, И добро. едноставно луѓето си најдоа едно Местенце сврталиште свое. кај што ќе се видат едно. Уште не беше нешто многу актуелен ова Фејсбуков, Инстаграм, Да. мислам и дека немаше. И едноставно луѓето видоа дека може да се дружат без да биде тоа уштоглено, него баш онака убаво. Кој све не свиреше, кој све не пееше, кој све... Ама вистински први го донесовме, не знам, Васил Хаџиманов, тогаш па тој.
мултимедијални некои проекти сега што ги викаат, тогаш И ние ги кога сме правевме кај вака. такви работи, од тоа велиш не се заработуваше многу, но беше убаво да се видат тие луѓе и таа некоја енергија да се проследи или Абе, да бидеш дел од тоа. Така некако. Абе, како ништо те разбрав поубаво добро. нема, затоа што еве, ај ти кажи ми 2011 колку пари си имала, ништо не се сеќам. Али остануваат, знаеш, спомени, Споменита, останува, не можам да заборавам, како се вика, клјакачот Петров, бубњар, он лупа на бубњеви, Марија прави накид од жица, овој слика таму. Не можам да го заборавам тоа, не можам да заборавам, не знам, Стефан Лупино кога го правев, мислам, мој јунак, сликал женски за Вог, доаѓа у Скопје, ние му правиме изложба благодарејќи на Аварел и на овој на Панче, брат му, како се викаше, небитно. Не можеш, друг, кој ќе го направи тоа, ако не дадеш, ако не ти е тебе кеф, џабе е све. Да. Знаат, значи, скопјани да бидат, како да речам, да знаат што значи да е убаво, Како не знаат, бе, јас да уживаат, да. Абе како, па ако не знаат скопјани, кој знае овие од ајде сега да не менјаме. Не, нема врска, сите Добро. сме негде дојдени. Значи, Така е, духот е ти да, можеш да бидеш и у Ристичева палата роден, џабе ако немаш си култура или скромноумен. да. Џабе ти е све. Сакаат бе, знаат, ја вчера бе, сега не знам ова која ќе се емитува, на Добро. изложба една, у музеј на град Скопје, преку 150 луѓе имаш. Значи, ама сето тоа треба да се изменаџира, знаеш, Така да е, се тоа е направи. најважното. Затоа што еве јас ти донесов поклон еден, Ајде, повели, ова е Блаже Конески, Блаже кажеш, Куневски. да, поезија и интерпретација Цветанка Тркова на Синоличка мајка, мајката. а музика и пијано приздружба Љубомир Бранџолиц. Ау, благодарам. Е, сега. Ау, добро. Зашто ова е издадено, Проста и не е строга битно. македонска песна, мајко моја. Е, сега, пример, зашто не се издаде вакво на шпато? Ама не да се издаде 100 примерока, не да се издаде па да се затури по некој депоа. Издади го, направи го, собери, не знам, министерства ли. Да. Ако не ќе министерот, може не ни се погодија нешто задниве 35-6 години, градоначалникот, ако не некоја фирма, абе давај го по луѓе, давај го, не знам, на пумпи бензински, Да. еве ти 500 По денари подарок, бензин. Така. А ја и ти сме шпатове, не сме дивља јагоде, не сме, не знам, црвљива јабука, не сме Хари Матахари. Тие другите не ги споминјам. Тие Аци Лукаси. Издади го шпатов. Дај 30.000 тираж. 3.000 да послушаат. На ова сме ние, а не сме на, не знам, Грейс Джонс, бе, замисли, молим. Значи ти мајка, мислам. Чекай малце, чекай да се вратиме са на ова. Ајде. Зашто ја избра оваа песна со која што почнавме? А, Зошто? ова е- Има ли забава? Да, абе, Чуден крој е група во која ја ги памтам Љупчо Мирковски и Бруно Грозданов. Бруно Грозданов учеше кај мене у гимназија у Јосип Брз и ја највише го мрзев. Пошто он Кога свири- учеш у Да, гимназија, он добро? учи у гимназија и свири у Скала. И Добро. ние, мори мајко, пешки одиме до Скала, така на врата дали ќе те пуштат, со парички за едно пиење, Добро. и пешки се враќаме. И он звезда таму сите околу него. И ти викаш, ја учам со Бруно Грозданов. Аха. И тоа беше забавата, али Да. останува, знаеш, па дугачок путот од Скала до центар, може ќе фатиш нека женска некондиција. Ајде, чекај малце, женски сега. Како се бркаа женски у Скопје? Никако, ја не знам како жими мајка. Знаеш, беше чудно. Како беше да не Јунаци знам? беа тие со Фичо, а Аха, после со застави спуштени. добро. Па ние јас, како секој глупо мучко, мислев дека работата е у заставите у колите, после кога пораснав сватив дека неам помина возот. Добро? Па беа модерни, после се испостави дека биле глупи, ќутеа, знаеш, ќе дојде на шанки, ќути. И он е таинствен, ти што блјамбориш, ништо тури му пепел. Абе тешко се брка, Тешко, а? Тешко, да.
ти ја фатиш, ма и со третата ќе се ожени, што ќе правиш? Така? Па така некако. Така ќе му некако? Па тешко пуши ако фатиш некоја од Од другиот крај на градот. Ќе ја испрачаш и ти ќе остане. Еден ден ќе Немаш остане. пари за бензин, што? Ќе се засака. Ама нели викаат дека овие кои што биле тамо околу, да речеме, газите, менаџери, ова и она, поише имале можности После искочи тоа, После. види се, кого што го интересирало, меѓутоа, тешко беше бе оставив. После 90-та се тури, после 9, после дојде таа провинцијална есапска, екзистенцијалистичка дружина од дружина и после се тури девар, после се направи све. Аха. Сега више не се знае кој што, како и зошто. Од каде? Дојдовме од нормални луѓе да се ставаат лајкови на ќерки, на пријатели, да се пишува вау, Да. тумач, Браво. сеху, Да. и никој ништо, ама тоа е тоа сега. Ново време. Сега Да. е више карам каша, ја. Кога ќе ти кажат дека 80-90 било најубаво за излегување во Скопје, ти си за тоа или мислиш дека секое време си носи Секое своји време, види сега. убави работи? Ја, пример, е глупо да се жалам, меѓутоа, ја не знам, секоја младоста си носи да убави. Така е. Дека било убаво дека сме биле млади. При мене, кој ќе ми текне една женска испраќа, бе, до кисела вода, бе, сега со кола не би отишол, бе, тега. Не би ја испраќал. Абе, как? Знаеш, меѓутоа, сега ние не знаеме. И сега, кој ми се жалат, луѓе, условно моje некој годиште помлади, абе, викам, што очекувате вие од... Ние у градов имаме 2 ноќни клуба само. Тоа е салун и тоа е на Панкерова. Кој? Ја не знам кој е вториот. На Панкер, како се вика, бе, Офмори мајко. Добро. Не е битно. Панкер е моје годиште, Кизо е постар од мене 3-4 години. Мичо, мистер Джек, помал од мене 3-4 години. Не можат стари луѓе да водат мајка. А младите каде искачат, тоа не знаеме, знаеш. И сега друго време, сега да не се лажем и корона, не утепа, не. Сега младите си се доволни сами со себе, со телефонот. Нема огромен избор на искачање, места балет бе на балет, добро. Градот се разви, се рашири и стварно ја кога пример ја кога би живел у аеродром, искачал кај Пепи. Long play. Што би доаѓал тука, мислам. Па знаеш дека веќе треба да почнаа тие пиеш. работи да се... Да, па малски е некој баду бар. Немаш ти потреба да одиш некаде. Да, и порано дека беше 3 кафича и сите цел град е тука. Да. Си носи бе убави на се свое, мислам, еве. Не знам. Еве ти го ситимал се. Ја ги гледам деца, пошто 4 пати со кучево на ден проаѓам, кој идам на кај работа и се враќам. Се шетаат. Друго време, друга радио станица, не разбираме ние тоа. Да. Ајде да се вратам на ова, ме провоцираш со ова, па затоа, можеме сите заедно никако да го вратиме тоа? Да го вратиме тој дух? Не знам каков дух на култура, на не знам... Знаеш што, зашто ни ја ни ти. Значи, пак ќе повторам, не е битно кој каде е роден, што е како. Ние немаме друг роден град. Ако те прашам за крај, што би сакал да му се случи на Скопје? Скопје але се вика мислева, као намигам за Скопје. Абе да му се случи да се... Освен ова си што го кажавме, нели како... Абе, да му се случи... Еве Шпато, например, за почеток да му се случи. Ете Шпато, ете изложби некои убави. Ете тие луѓе што работат таму, што одат на работа, ја не знам како ни ме срами, жал се, куцаат па бегаат. Абе да му се случи малку позитивна енергија, малку да биде убаво, малку тоа да го зашто сите убави работи се прават многу едноставно за 2 минути. Да му се случи еден убав букстор, да му се случи малку по-позитивна енергија, знаеш, да биде, да ти е мерак да искочиш. Ја пред некој ден прв пат отидов у град, се дотерав исто ова како за на телевизија. Добро. Тој е да ми вика на лекар да не чигува. Немој лекар. И ништо нема у центарот, ме човече. А ја пред
8-9 години нешто, некој проект имавме, у Пелистер, доаѓа господа луѓе со машини со дела секоја недела пија кафе, господи, нема, хорор бе, као да си угнел. Ајде да не спомињаме града. Да не личи. Не е бек само да си го пресечеш, треба да те личи, да биде убаво, да ти е мерак у град да искочиш, да ти е мерак, еве и нека прават и по овие општини, ете таму Влае, Мае, таму Ѓорче, ете кисела вода прават кина да има. Да. Да му се деси убавина, бе, малку ни треба. Малку ни треба за да ни тргне, за да биде за овие деца да не си отидат. Веруј ми, језа ме фаќа, ја имам едно дете со респектабилна кариера и сет и све тоа и они размишљаат да си одат, па со кого ќе останеме ние? Леле. Со дивље јагоде ќе останеме. Како ќе ги натераш да не одат? Како, шо да ги натераш? Не можеш што шпага да им направам. Уште пред 15-20 години си отиде еден другар од мало, вика, јас сакам да идам у држава кај што застануваат луѓе на пешачки. Значи не е ни до парите, сега си одат богатите. Така е. Одат едноставно, бе, не може, као да сме, една Приштина бе има 5-6 джез клуба. За Београд више не збориме, не правиме муабет. Толку ли ние на Бога камења фрлавме? Ја не знам. Слушај, девојки и момци има убави, така градот Скопје. Како не, ангели, глеги, нели? сега па сите па се по најубави 2 се метра, сега. ја не знам кој по двајца да ги правеле. Ја не знаме болку. Тоа кај нас, ај сега, за телевизија ќе не Не, кара за телевизија. Снежана. Сега сите убави, бе. Да. Сите убави, Ја тоа Барслани, па викам, билдаат, Да, прават, да. пустат. Да ти е мерак да ти е Убави мерак, деца. еве доле ќе се Да, сигнеме да. после на кафе, да ти е мерак да седиш пола сат да гледаш. Така е. Порано една, две беа убави. Начитани и Сега толку сите. беше. Како беше чуден кројва? Има ли забава? Поздрав до Љупчо Мирковски, Бруно Грозданов. Уште го мрзам Бруно. Што те фала ти? Фала ти на тебе, многу ми е мерак. Многу. Ете, Телма е една од тие последни некои градски бастиони кај што не кај што не е баш све турбо фолк. Така е. А ќе останеме, ветуваме. Морате се и вие, да, кој ќе остане. Фала ти. Секој ден исто, друго нема, станувам без волја во шест. Правото нешто да се живее треба, се враќам дури во пет. Уморен од денот од се што било, барам да најдам мир. Се враќам дома, гужва, гости, немам нерви за нив.